Благодарам, заменик председателка, почитуван заменик, почитувани колеги пратеници. Овој амандман се поднесува за жал по 8 пат и се работи за еден суштински проблем во градот Кратово, односно Кратовска река е реципиент на одводни, отпадни и фекални води и станува потенцијал за загаденост и извор на заразни болести и извор на загадувач на човечката околина. Со решавање на проблемот, кој што како што кажав е суштински, граѓаните ќе живеат во почиста средина и голема придобивка ќе почувствуваат земјоделците, бидејќи од двете страни на течението на Кратовска река земјоделците наводнуваат и со изградба на оваа пречистителна станица нивите и земјоделските производи би биле побезбедни и поквалитетни. Веќе техничка документација и основен проект има, така да само требаше да се реализира. Впрочем, со ова докажувате дека и покрај тоа што за многу други проекти низ целата држава имавме изработено проекти како претходна влада, ниту ги продолживте, ниту ги реализиравте. Но затоа во делот пак на Министерството за животна средина и просторно планирање, конкретно во делот за управување и заштита на води, стои 0%. Значи нема да има до крајот на годината проекти во овој дел, иако за жал дојдовте на власт со многу ветувања во делот на унапредување на животната средина. И таму имате намалување од 5,65%, но затоа во делот за плати и надоместоци имате зголемување од 7%, значи пари за чиста животна средина ќе нема, ама за привремени вработувања пред избори има, и тоа со народни пари да се обезбедат фотелите на власт. И вчера ве слушав дека парите, има многу пари од европските фондови. Јас можам слободно да ви кажам дека парите од европските фондови стојат, бидејќи немате проекти, а тие што ги имавме од претходната власт, всушност ниту ги искористивте, ниту ги продолживте. Благодарам.